Ниту денеска нема струја во селото Слупчане, Липковско. Граѓаните се револтирани, велат дека постојано плаќаат сметки. Некои од нив велат дека едни на други се колатерална штета затоа што дел имаат пари да ги платат сметките, дел немаат, но сите заедно страдаат. Децидни се дека екипите на електродистрибуција нема да бидат запрени доколку дојдат во селото и ја поправат мрежата која што е расипана, односно каде што струјата е исклучена. Тие потенцираат и дека се гневни затоа што државата треба да најде начин како да ги заштити. Од вчера смо без струја сабајле негде. Веќе верувам дека фрижидерите се расипуваат. Да, све. Ова нема нигде. Она Европска, Немашка плаќа Белгија још струја од 45, зашто му е направио штету. Ови се нас направили штету и 2001 уништи се нас све. И сега хоче струја да платимо. Откуд ми да платимо? Кад има све, село има 1000 људи, 1000 куќа, нема 10 запослени. Од чега да платимо ми струја? И плюс едно, нек ставljат он све у Македонија. Задни да нам остават нас. Ми нисмо против тога, али ови не, никако неше. Само струја и струја. Откуда да плати струја? Нема ништо. Моментално како функционирате дома? Без струја, без ништа. Струја нема, вода, на сеќу. Струја нема, вода нема, ништа нема. Што? Има ли решение? Како? Не знам, састанак валјда има у Липково, не знам која е решение. Ја не знам кој они ќе да донесе решение, само решение мора да се најде. Или да се запали ова држава све, или да се најде решение. Не може да тоа така. Не може цело село да го остави без струја. Цело село. Не само наше село, и друго село, и трето село. Без струја. Значи проблематично е и дека веројатно ако уште долго нема струја, ќе имате уште поголеми проблеми. Штета ќе биде неверојатно. Неверојатно штета. Има луѓе што плаќаат струја. Еве, он плаќа, те кафана плаќа, те се плаќа. Малку луѓе што не може да стигнат да платат. Не може, што не може, не може. Ја на посол не сам, имам студент, имам се. Што? Од чека да го платим те струја? Од чека да го платим? Мислите дека државата ќе ве разбере во дека немат од што да ја платите струјата? Како мислите дека? Ја мислам да држава не разбира ништо, само државу треба да го запалимо. Тој, а да разбира тешко. Евана треба да го запалим, као што се го запалили у Бугарија. Евана. Они треба да ги запалимо. Они, као... Да, туј услуга. Ние треба да ги запалимо. Евана. Они се криви. Као што се ги запалили у Бугарија, па и терали у Австрија там и овде треба да ги запалимо. Само ту што не е народ. Тој треба као француско другар. Ќе правиш милиарду штету на државу, ќе мислиш што прави после држава. Да му направиш 1 милиарду штету, после држава ќе мислиш што ќе прави. Не е само да му стигне. Куде има све струја падна, они 18% дигна струја. На цел свет падна, овде дигна. Никога за ништо не питат. Абдула Бази, представник на жителите на Слупчане, на состануците во Липково, за Макфакс посочи дека разговарале и нашле решение како да се надмине проблемот. Тој вели дека сите жители се подготвени да си ги платат сметките и подготвени се да го плаќаат тоа на рати, само да имаат струја. Екипите на Евана дојдоа во Липковското село за да ја вклучат струјата. До сега сме разговарали, пошто сме били едно 10 луѓе одавде и разговарали што е ово, што е но, и после сме се јавили на министер за енергетика. Крештик Бекфеши, nije ekonomija, da. I on preko boks svi smo slušali, znači on je tražio od nas da mi garantiramo za ovije stvari. I zato i mi smo do sega garantovali i direktorot od EVN i so njega smo razgovarali. I ovije točki što imame da gi barame, znači što seljaci što sakat za tije točki da
имат подобри услови и донесовме заклучок сега за 10 минути ќе дојдат да го пуштат струја. А во 3,5 сати после пладне ќе дојдат од Скопје, Куманово, од ЕВН представници и тамо ќе имаме состанок за овие точки што треба да ги бараме. И оние што нас нудат. Значи, види се дека овој 96 месеци, ту е една точка што секој треба да плати, овој кој има долгови, по 6 евра. Значи 96 месеци. Загуба е милиони, секоја села, 1050 куќе, секој има фрижидер со намирници, покварени, а преко 150 луѓе што су тешко болни по куќа. Скоро свака куќа има по еден болесник. И ови су дошли на, како да кажем, крадливи моменти, су исклучили одавде да немаме ние струја. Требали су да преко телевизија да се јави, например, село Слупчане, после 2 дана или 3 дана нема да има више струја. Значи, ние не едеме слама и ми сме луѓе, не сме во Замбија или негде овие. Буран Исеини е локален жител во селото Слупчане, кој ни покажа негова сметка за струја, според која тој нема долг кој треба да го плати кон ЕВН. Посочува дека е колатерална штета. Собственик е на бизнис, има локална кафејана, а месото односно замрзневачите со месо веќе попушта затоа што струја нема од текот на вчерашниот ден. Неговата изјава во продолжение. Плаќаме редовно струјата, немамо, данас сам изгубил 100 гости ради струјата. 100 по 7 ера, колку искача? 700 ера, само данас сам изгубил. Па имам још 4 дубока све месо. Тоа ако се квари, на кога да се жалиме? Нема на кога да се жалиме. Све платено. А научи кради у село. Не кради никој струја. Толку што има, толку плаќа. Ја имам паре, платим. Кој нема паре? Нема. Од зор не може. Да му земеш душата. Нема, никој не работи. Си младичите тука не работи никој. Не е жал за државата. Да дојде да види дека дали работи. Ева, не работи. Никој не работи. Се плати. Толку што има, он 2 кила компри ги продава, тоа да плати. А никој не му интересира. Тоа ми е жал. Што ради кај нас. Не само ово село, на сите села. Тоа ви знаете. Сега не интересира, колку место имате, пример, по замрзневачи, што може да се расипе, колкава може да биде штедава? Имамо, у ресторан имамо, 4 дубока, све со месо. И 100 гости данас кога сам изгуби, тоа е мој. А што да правим, ја цело лето да работим за 700 ера? И ова не е прв пат? Не е прв пат, сваки месец. Сваки дан мора по 60 минута, пола сат да се приклучи струја. Што се ради, не знамо. Куде да се шалим? Имам докази колку очите, джабе. Идеш тамо доле, не те прима. Само се врти по столице, кажи, крадите горе. Нек дојде горе, никој не те пипа, никој не те дира. Уживајте овде. Ми уживамо. Ама тоа е, знаете ви. И од ЕВН во текот на вчерашниот ден излегоа состав. Тие рекоа дека поради дефект во среднонапонската мрежа, како резултат на континуирани кражби од страна на жителите на Кумановско Слупчане, селото се соочува со прекин во снабдувањето со електричната енергија. И во ова село, кражбите на електрична енергија се околу 80%, исто како што беше случајот со Скопско Арачиново, каде што наплатата е само 20%. Овие ставови се спротивни на оние кои што ги кажа во Кумановското село Слупчане, каде што жителите се надеваат дека ваков проблем нема да имаат во иднина.